Македонците како родени убици и неиздржливи луѓе. Вака американскиот магазин Life ја опишува македонската нација во своето јануарско издание далечната 1939 година. Забележани се во артикал кој зборува за опасната комбинација на малцинства во Романија. Во списанието пишува дека на романско тло живеат инаку неспојливите турци, унгарци, германци, бугари кои строго ги разликува од македонците, евреи, татари и роми. Сепак авторот на текстот како наиздржливи од сите ги одвојува планинските македонци, родените убици. Објаснува дека по завршувањето на Првата светска војна, токму поради нивната издржливост, романската влада ги повикала македонците емигранти од Америка да се населат во Романија. Им било дадено земјиште на најризичниот пограничен дел, оној насочен кон Бугарија. Македонците таму поучени од искуството кое го собрале во Америка, изградиле цврсти и издржливи куќи и без страв биле на двобој со бугарите од другата страна на пограничната линија. Веќе во следниот број на 30 јануари испратен е протестен допис до уредништвото на магазинот поради етикетирањето на македонците како родени убици. Василка Петров во писмото пишува: "Протестирам против употребувањето на фразата родени убици која треба да ги опише македонците. Тие се горди и интелигентни луѓе кои со векови се бореа против турското угнетување." Петров објаснува како во Првата светска војна Македонија е поделена помеѓу трите балкански држави кои продолжуваат со ограничувањето на слободата на македонците. Овие потомци на Александар Велики ја сакаат слободата и покрај големите неправди кои им се нанесени остануваат добри на карактер и се борат за својата независност, вели Василка во своето писмо до Life. Од илјадниците македонци во Соединетите американски држави ве предизвикувам да најдете барем еден кој не го почитува законот, а кој сепак не би застанал и не би му помогнал на човек во неволја. Остро ги брани Василка Петров интересите на македонците. Уредништвото на магазинот одговара: "Читателу Петров, ние знаеме дека не претерувате во вашиот елаборат за долгата македонска борба за слобода. Токму затоа мислиме дека борбата и убивањето станале главна форма на политичко изразување за македонците." Одговараат од магазинот Life далечниот јануари 1939 година.